Движењето на странските инвестиции сериозно загрижува по доаѓањето на новата влада. Практично во овие 2 месеци, 2,5 месеци од како е дојдена новата влада, имаме целосно запирање на доаѓање на нови странски инвестиции. Јас ќе напоменам само дека во првите 5 месеци од оваа година, иако имавме сериозна политичка криза, иако имавме техничка влада, иако имавме протести низ улиците и сите оние проблеми со кои што се соочи државата, сепак во еден таков период успеавме да постигнеме договор или да се објави одлука или да се почне со градба на 6 нови фабрики, кои што потенцијално ќе вработат 3300 луѓе како директни вработувања плюс индиректни вработувања. Во овие 2,5 месеци видливо е дека има застој во тоа и видлив е намалениот интерес за тоа. Намалениот интерес се гледа и преку тоа што во владата не влегува компетентни кадри за привлекување на странски инвестиции кои што знаат како да го прават привлекувањето на странски инвестиции. Наместо компетентните кадри донесени од различни страни на светот, во Македонија, од нашата диаспора, влегува луѓе кои што никогаш тоа не го работели и навистина загрижувачки е трендот на странските инвестиции во Македонија. Да подсетам, илјадници работни места во Македонија се отворија со доведувањето на странските инвеститори и што е уште поважно, многу од нив дадоа работа и на домашните инвеститори и многу домашни фабрики се изградија како резултат што станаа со работници на странските инвестиции. Покрај ова, драстично се зголеми извозот од Македонија, девизниот прилив во Македонија. Да речеме, сега, 11 години откако започна новиот концепт на привлекување на странски инвестиции, безмалку половина од извозот на Македонија веќе од ново дојдените странски компании, кои што ги донесовме. Значи, не само што имаше огромен ефект на отворање на нови работни места, туку имаше огромен ефект и на зголемување на извозот, приливот, девизниот прилив и давање работа на локалните домашните компании и инвеститори. Она што мене ме загрижува е што постапките, изјавите на новите власти укажуваат дека како да тие не сакаат да привлечат нови инвеститори. Например, зборуваат за поставување услови на странските инвеститори од типот дека морало да купуваат или добавуваат од домашните компании. Тоа е добро на хартија, тоа е добро кажано вака, но во реалноста тоа ќе ги одврати инвеститорите. Значи, убаво звучи кога некој ќе каже ќе дозволиме некој странски инвеститор да дојде во Македонија, доколку купува производи од нашите фирми. Супер кажано. Меѓутоа, знаете ли колку фирми ќе се откажат заради тоа и колку нови работни места нема да се отворат, заради тоа што има компании кои што нема што да купат во Македонија затоа што не се произведува во Македонија. Тие ќе се отидат во Србија, ќе се отидат во Бугарија, ќе се отидат во Хрватска, во Словачка, во Полска и така натаму, во Романија, затоа што нема да преговараат со нашата влада, затоа што имаат можности, имаат на многу места отворени можности каде да инвестираат, практично нив ги молат. Сите држави молат да дојде некој инвеститор. Дури и големите држави се надпреваруваат во привлекување на странски инвеститори. Не можам да го разберам отпорот на македонската влада кон странските инвеститори во услови кога, да речеме, Соединетите американски држави се борат за странски инвеститори. Посебните држави во Соединетите американски држави, федералните држави се борат, конкурираат која ќе привлече некој странски инвеститор од друга држава. Германија се бори за странски инвеститори, Белгија се бори за странски инвеститори, Холандија се бори за странски инвеститори, Англија се бори за странски инвеститори, а кај нас се продава некоја приказна дека многу им се попуштало, многу им се давало, сите даваат. Америка дава пари на странските инвеститори за да дојдат кај нив. Белгија дава пари. Германија дава пари за да привлече крупни странски инвеститори, да отвори нови работни места и да донесе најсилни технологии на светот. И сега кај нас се продава една демагогија дека биле запоставени домашните инвеститори, што е апсолутно неточно. Домашни инвеститори градат и во слободните економски зони. Домашни инвеститори имаат пристап до сите можни привилегии што ги има и странските инвеститори. Едноставно се добива впечаток како да некои луѓе во владата не сакаат да има нови инвеститори затоа што тие прават конкуренција и отвораат нови работни места, а со тоа се турка, односно се допринесува до зголемување на платите на сите во Македонија. Затоа што колку има повеќе нови работни места, толку повеќе растат платите во Македонија, бидејќи за да не му избегат работниците на еден работодавач, тој ќе мора или да им ги покачи платите, или ќе отидат кај новиот кој што ќе им даде поголеми плати. И некако се добива впечаток како да некои
луѓе во владата не сакаат тоа да го видат, што не е добро за граѓаните. Јас им порачувам да ја продолжат политиката на привлекување инвеститори, да не шират демагогија. Дека ние порано многу сме обрнале внимание на нив, а не доволно на домашните, затоа што не гледам каква пак тие на домашните инвеститори им понудија помош во овие 2,5 месеци, ниту пак видов дека некоја домашна компанија почна да гради некоја крупна фабрика или нешто слично. Така што сериозен застој и нешто што многу загрижува.